Сметката на струмичката компанија Дени Компани остана празна за близу 15.000 евра. 24 годишен англичанец со иницијали ВЧА по пат на измама се стекнал со овие средства, а СВР Струмица поднесе и кривична пријава против него, поради постоење основно сомнение за сторено кривично дело компјутерска измама. На полицијата и биле потребни речиси 3 месеци за влегување во трагите на измамникот, со што било разоткриено дека пријавениот на ден 26.8.2016 година со намера да се стекне со противправна имотна корист на штета на правното лице Дени Компани од Струмица, вешто креирал емайл адреса, речиси идентична на мејл адресата во сопственост на правното лица Саба Кумас Сабулах Балабан од Турција, која имала деловна соработка со Дени Компани, и од лажна мејл адреса, доведувајќи го во заблуда оштетениот дека правното лице од Турција има проблеми со тековната сметка во тековната банка, користејќи го овој момент како проблем, побрал да изврши уплата во износ од 14.346.000 евра на трансакцијска сметка во Австрија, наведена во профактурата. Емайл адресата била уредно прикачена во прилог на лажниот мејл. Наведено било дека треба да биде извршена испорака на стоката од профактурата. Стоката била испорачена во Турција од страна на оштетеното лице, но и сметката била помала за 15.000 евра. Од СВР Струмица е поднесена кривична пријава, но не се знае како Дени Компани ќе биде обештетен и ќе му бидат ли парите воопшто вратени назад. И колкава ќе биде казната за англискиот хакер, засега не се знае. Ке се утврди со понатамошната судска постапка.